Непризнателната змија на овчарот и непризнателниот овчар на лисицата. Змијата што гореше во оган и овчарот што ја извади. Чита Александар Станојков. Се запалило едно трниште од некоја нива. Настреде во нивата имало еден трн, а пак на трнот имало една змија. Кога дошол огнот околу трнот, ја дожежало на змијата и писнала да плаче и да писка како некоја лута змија, што рекол некој. Таму близо имало еден овчар што си пасел овци. И оставил овците и оташал да види што пишти толку многу. Кога видел една змија кај се преврлат као некоја риба отруена, едно го видела овчаро и почнала да му се моли со солзи на очите. Аман, брате овчарко, пушти го стапот да се ватам за да излезам, оти ќе изгорам во огнов. Аман, брате овчарко, пушти го побрзо стапот да излезам, да ќе видиш какво добро ќе ти сторам, што никој до сега не те го сторил. Ишо, Ана, дали е верно змија да ми направи големо добро? Чунки змиите не се за добро да прават. Колку проклети змии ми искасале едно чудо овци и ми умреле. Сантим и јас доста змии сум истепал, што ми видело око, се сум истепал. Нарно и оваа да ја остам да се испечи на пламенов. Ама овеет што не сакам да ја отепам. Што ми таксува нешто добро да ми дај. Па може и да ми дај што ми велаат. Од кај што не се надеваш, зајако излегуват. Да, ај ти го пружам стапо и ќе ја извам, да ако ќе ми помажи Господ, а ако добијам нешто арно, а ако не, нема некој зијан да ме вати. На тоа размислување од овчаро и го спружил стапо и се извлекла по стапо змијата, од стапо по рака и веднаш му се навиткала околу врато на овчар и го притиснала малце на врато. Арно му змија добро нема, за доброто сакала зло да му врати. Сега овчарко, еве како падна враце да те јадам како сол и леп. Аман мури змијо, е рекол. Дали насмеа ми велиш, дали на вистина тој збор? На вистина ти велам овчарко, оти ќе те јадам, анџак сум те начекала да те клам врака и да ти вратам за толкута змии што си отепал. Арно сакаш да ме јадиш, мури змијо? Туку непресуден немаш право да ме јадиш. На судо рака сечат не боли, а без суд со трнче да го дупни најмногу боли. Ај да видиме кај сакаш да се судиме, да видиме кој има право. Таму близо имало еден стар вол што си пасел во една ливада и тргнал кај волот да оди да се судат. Некај волот да оиме да се судиме, ја рекол овчарот и отишло при волот. Ајде при волот да оиме, му рекла змијата. И отишле, та го прашал овчаро воло и му рекол: помози Бог волу, дал ти Господ добро овчарко. Знаеш волу што сме дошле при тебе? Не знам овчарко, му рече волу. Кажи да чујам. Пети, брате волу, да ти кажам, му рекол овчарот. Слушај сега што ќе ти кажам. При неколку сати се запали едно стрниште и среде во нивата имаше еден трн. На трно седеше оваа змија што ми е завиткана околу врато. Околу трно гореше огно и змија пиштеше како некоја лута змија. Отидов јас да видам што пишти и ја видов змијава на трно кај што се преаќаше како некоја риба отруена. Кога ме виде мене, се расплака и ми се моли многу да ја куртулисам и ми таксуваше голем бакшиш да ми дај. На тоа згора, јас ја пожелав и ја куртулисав да не изгори. И наместо бакшиш да ми дај, таа ми се завитка околу врато и сега сака да ме јати. На тоа згора, брате воле, суди право жити старос, дали има право да ме јади змијата. Откога го изслуша воло овчаро, се позамисли малце и му рече: доколку што ми ваќа умо мој овчарко,
ќе ве пресудам, ама атар да не ти остани. Вие луѓето ич човештина немате. У вас милост нема. Ни на звероите, ни на гадоите. Исав у вас нема. Ама кај знаеш ќе ми речиш? Јас го знам од мене. Чумчи сум патил од стопана ми што го имам. 12 години кај сум му работил, сум му орал, сум му влечкал најтешките работи, со се срце и душа. Сум му влечкал со сета сила што сум имал и тој ме дупеше со остено во газо што да може и да не може. И друго, дури можев да работам, која ќе ми даеше троа слама, која не. Да најпосле, веќе од кога отпаднав, да не можем да работам, ме истера на поле да ме јадат волците, а па како куртули сам од волците, на есен, ја ќе ме прода и пошто зашто, ја ќе ме заколи. Ете, таа човештина е у вас, бре овчарко, а ако сакаш, јатар да ти остане. Таква е моја пресуда, овчарко, да те јади змијата и ништо друго. Бре овчарко, канди се сега да те јадам или кај друѓега сакаш да одиш да се пресудуваме, му рече змијата. Ајде одиме кај она магаре што е сопнато во песокна и тоа да не пресуди. Кандисала змијата и отишла при магарето да и пресуди. Од кога се здравува, му кажала овчаро сета работа, како што му кажа на воло. Од кога го ислуша магарето овчаро, си позавртело главата и си поиздувало носот, та му рекло: слушај вам, овчарко, лели заправо ме прашаш и јас право ќе ти пресудам, ама атар нема да ти останет. Вас луѓе, не само змиите да ве јадат, ама и орлите да ве кинат. Чунти у вас милост немат. Види ме мене кај сум врзан од стопана ми уште од темни зори, оваа песочина и пржал, кај што нема едно коренче трева. Не можеше да ме сопни барем во трњено, близу до патот, кај што има и прав, да си се потркалав, да си ја почешав саднава, што ми се отворени на плеќиво од носење песок со најголеми кобли, дури ја направи летоска куќа. Верувам и вечер овде да останам да ме јадат волците. Чунки стопан ми е еден бездушник човек. Тој кој ќе ме тера да одам, не знае со што да маа на мене. Јавнат настрана, кој ќе вати да ме удира со обете нозе во сладината, бапа бупа, душата ќе ми ја извајт. Не му е доста мањето со нозе, удри по газ со тоа пусто вастагарче дреново. И со вастагарчето не се сити, а после со таа пуста боцка ќе ме дупне во газо. Само ќе си дупи, доколку да бодиња многу, тој само ќе ме дупи. Со еден реч, мучител на животните и ништо друго. Ете, такви сте вие луѓето, овчарко, атар да не ти остане. На ова згора треба да ти изеди змијата и ништо друго. Овчарко, ети магарето како те пресуди. Имаш уште негде да одиш да се судиме, али да те јадам. Уште кај овците доиме сестро змио и нивде и прашаме да после јадиме. Канди са змијата и отишле кај овците да и прашаат и да се судат. Од кога се поздравија и прашал овчарот овците: милите мои овчички, јас оваа змија ја избавив од огон и сега сака да ме јади. Што велите вие? Што да велиме ние? Да ти изеди многу арно ќе стори. За и ние од ваков кржав стопан да куртулисаме, чунти у тебе Исав немат. Ни во мање со стапо ќе се сториш мука е да се објагнеме со полесно. А па на твоето карање и мртви и живи другар немаш. За тоа треба да ти изи змијата и ништо друго, му рекоа сите овци. Овчарко, ети и самите твои овци како те пресудија, ај сега легни да те јадам. Лели, така, јадиме и толку бил късметот, ама ќе те молам, овде пред овците не јадиме да им се чини ќеот, а ми однесиме онде во долон и таму јадиме. Лели, така сакаш, ај, оди во долот да те јадам.
Тргна овчарот и појде во долот. Таман да легни да го јади, еве ти е една лисица кај сидела од лоење и е рекол овчаро на змијата да ја молат уште лисицата и таа да ја пресуди да после нека го јади. Кума лисо, ја стани да ти кажам нешто, му рече овчарот. Застанала лисица и овчаро почнал да му кажува за како ја кортулисал змијата од огнот, како отишле сопорво да се судат при волот, при магарето, при овците и сега при неа и секој како и пресуди. Откоја ја слушала кумалиса тие збори од овчарот, ја позанишала главата на угоре и на удолу, како која да не го бендисува тој суд на воло, на магарето и на овците. И му рече: слушај ваму овчар кој ти змио, никој од тие судници не ве пресудил право, а пак ако сакате право да ве пресудам јас, треба ти змио да се одвиткаш од врато на овчарот и да застаниш однесно до овчарот како што стојат сите луѓе пред кадијата кога ќе ги суди. Ете, така бидува прав судија, а не како до сега што ве судеа воло, магарето и овците. Разбра сега змио, али не разбра. Која ја чула змијата тие итри зборои од лисицата, се уверил ти така требало. Та на часо беше се одвиткала и застанала од овчаро да и суди лисицата. Почнала лисицата некои зборови да зборува на кај змијата, ја за неа правото ќе го дава. Арно ама, во тие зборови му рекла на овчаро вака: сио кабаете твој овчарко, што не завртиш со стапо и не ја смачкаш змијата. Едно ја чул лисицата овчаро и на часо завртил со стапота, ја прекршил змијата и ја столчал главата како на змија. Кога виде овчаро змијата оттепана, од радост што му дошло, се пуштил кај лисицата да ја вати и да ја целива. Благодарам ти, кумо лисо, што ме избави од таа проклета змија. Не иди до мене, овчарко, оти ми е страв да ми иземиш 30 гроши што имам со мене. Така му рекла кума лиса и се истајала бајајќи далеко од овчарот. Кума лисо, кажи ми што бакшиш сакаш да ти донесам утре од дома на ова добро што ми го стори? Една бела кокошка сакам, овчарко, му рекла. Чунти, многу сум мерак на белите кокошки, дека поеќе ниви ловам, ноќе кога да одам да и ваќам по кокошарници. Проклета лисо, зер ти си таа што ми ги излоја сите бели кокошки што имав? Чекај да видиш што бакшиш ќе ти донесам, наместо бела кокошка ќе ти донесам белата кучка. Си отиде овчар кај овците и од тој ден тој овците многу ги гледаше и во пасење и во раѓање. Утро тој ја зел белата кучка во една вреќа и дошол кај дупката од лисицата и ја викнал да излези за бакшиш кокошка да и дај. Дотрчала кума лиса на дупка за да јади бела кокошка и ја свртил вреќата долу со устината да ја истури кокошката. Држ ја кокошката, кума лисо, да не избега. Кога видела лисицата и чула, излегла од дупката да ја ваќа кокошката и наместо да ја вати кокошката, кучката ја вати лисицата и ја удаи. Ја зел овчар лисицата и почнал да ја бара на секаде, зашто рече лисицата на овчаро да не се приближи до неа и да му земи 30 гроши што и имала. Проклета лисо, што ме излага да те барам за пари? Кај ти пусти пари има у тебе? Ја одрал кожата и ја однесол на пазар да ја продал за 30 гроши. Тогаш се сетил овчаро за 30 гроши што велела кума лиса. Тоа била нејзината кожа.